И покрај сите зголемувања, пензионерите се уште се жалат дека се маргинализирани, а животниот стандард им е недостоинствен. Сметаат дека цените ги прескокнале покачувањата од новата влада и дека за нив повторно треба нешто да се направи. Не. 1000 денара ништо не се. А претходно по два пати по 2,5? И по 2 пати по 2,5 ништо не се, затоа што ние многу сме работиле по 42 години. Не. Качија се, што ти кажам, 10 јајца, 120 динара ти ги наплати. Се е качено. Не. Многу се качија цените, па ништо не осетиме ние. Барем јас, за мене си кажувам. До сега малку подобро, ама више толку останавиш. Покачувањето подобри го останало, ама малку инфлацијата ги изе. Поради ова, тие сметаат дека во пресрет на новогодишните празници, а по примерот на другите земји, и тие треба да добијат 13-та така наречена бонус пензија, за да се справат со зголемените трошоци за предстојните празници. Да, треба. Треба да исплати, треба да помогне. Па ти извадам чекчето со 44,5 години стаж, 2018 отиде со 12.100 пензија. Треба. Поти не следува за дрва, за лекарства. Кој не ќе да земе? Секој сака да земе. Ако даде ќе земеме, ако не даде нема. Треба. Затоа што таа држава сме ние одржале. Ние сме работиле и сме стварале и мало е солидарни фондове и мало е се. И затоа треба и на пензионерите да и се даде како на работниците. Би требало, али тоа тешко малку. Некој ми се владат. Во оваа состојба, прашање е колку пензионерските очекувања ќе бидат исполнити, бидејќи министерката за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска изјави дека новото пензионерско зголемување ќе се случи во март. Согласно најновиот финансиски план за буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Македонија, ќе се зголемат средствата кои следната година ќе влезат во буџетот, но воедно ќе се зголемат и трошоците поради пораст на бројот на пензионери, како и поради планираниот раст на пензиите. Согласно проекцијата за буџетот на фондот за следната година, ова институција ќе потроши 2,4 милиарди евра, со што ќе го зголеми својот трошок од годинешните планирани 2,2 милиарди евра. Стои во извештајот на Фондот за пензиско осигурување.